Гледате 360 степени. Вечерва ќе раскажеме две животни приказни на двајца наши млади сограѓани кои имаат огромно општествено влијание. Во најава за првиот гости. When I was 15, back in my home country of Macedonia, during our cold and groggy winters, I wasn't allowed to leave any windows or doors of my house open. It wasn't because we were afraid to let the heat escape. No, it was because we didn't want to let in the so-called smelly fog. Now, this is a picture of my home city, Skopje, and I can assure you the city is there, you just can't see it because of all this smelly fog. When I used to ask my parents about it, they would say, you know, this happens every winter, spring will come, this will all go away, so really don't put too much thought into it. And I didn't, until 4 years ago, when a pile of seemingly unimportant data would change my life and transform my country. The data was there, and it was telling a horrific story. But because it was being presented in such a complex and incomprehensible way, for the average user, it wasn't adding any value. On the contrary, this data was being overlooked. I took it upon myself to help my country out and to find a way of presenting this data to my fellow citizens that would inform them about its meaning. My solution to the problem was Moj Vozduh, or My Air, a web and mobile app which takes this raw data and with the help of visualizations, charts, graphs, and colors, explains it in a readable and understandable way to every citizen who wants to know what it means. Да, авторот на апликацијата Мој воздух, Горјан Јовановски, еден од нашите вечерашни гости, го имаме на видео врска од Амстердам, Холандија. Добро вечер, добре дојде во 360 степени. Добро вечер и фала многу на покана. Кажи ни, зошто си во Амстердам, во Холандија? Тука дојдов да ги продолжам моите студии. Се запишав на магистарски студии по софтверско инженерство, а потоа продолжив да работам во booking.com, сајтот каде што може да се најмуваат хотелски соби. И сега си во booking.com? Така, да. Што ти е работната позиција, кажи ни таму? Јас сум тука софтверски инженер и тим лид, каде што водам тим од 8 луѓе заедно со мене и развиваме нови интересни продукти заедно со сите други во фирма. А смеете нешто да ни откриете или тоа е сепак професионална тајна? Продуктот на кој што работам е стварно доста интересен, но и сепак е во тестинг фаза, така да не смеам да зборувам многу, но верујте кога ќе излезе ќе биде стварно многу cool додаток на booking.com. Добро, интересно. Инаку, Горјан, вие имате дипломирано на Финки во Скопје, така? Така, да. Аха, во Амстердам завршивте само постдипломски студии? Точно, да, на Универзитетот на Амстердам тука. И кога ќе го споредувате квалитетот на животот во Скопје и во Амстердам, можно е да се влечат некакви паралели и да се прават споредби? Квалитетот на живот секако. Значи, од една страна Амстердам е прекрасен град за живот со загадувањето, нема загадување на воздух, многу е bike friendly, значи почасите имаат предност над се. И едноставно е многу по-лабав животот и по-опуштен. Но сепак Скопје секогаш ќе си остане дома и некои работи не може да ги пронедеш на друго место во светот, како храната или пријателите или фамилија. Има ли разлика во таа социјална интеракција, во близината, во топлината на односите меѓу луѓето? Многу мина се жалат дека, особено можеби во Холандија, се малку поладни односите меѓу луѓето. Се, искрено се. Мислам дека се смеевме со пријатели, има некоја паралела. Колку што по-северно идеш во Европа, толку квалитетот на живот станува подобар, но социјалната интеракција оладува. Така да тоа секогаш ќе е подобро. Добро, причината поради која што те поканивме вечерва да бидеш дел од нашата емисија е примарно твојата апликација Мој воздух. Повеќе пати јавно си одговорил на тоа прашање, но верувам дека се уште има гледачи и граѓани на Македонија кои што не знаат дека токму Горјан Јовановски автор на таа апликација и не знаат како воопшто стигнал до идејата да ја направи. Значи, идејата искрено не беше плански да стане ова што е сега. Кога беше во далечна 2014 година, значи пред скоро 4 години, истражував на интернет, барав податоци за да направам некој нов проект, да научам како да направам мобилна апликација.
И навистина погрешка наветав на податоците за загадувањето кои што беа објавени од Министерството за животна средина. Како мислиш погрешка? Објасни ни тоа. Разгледав на интернет, значи има Министерството за информатика кај нас нуди портал кој што може да се најдат различни типови на отворени податоци. Под отворени податоци се подразбира податоци кои што се на еден или на друг начин компјутерски обработливи, може компјутерска апликација да разбера и се од отворен карактер каде што може секој да ги користи по каква била намера. Аха, и ти налета на тие податоци и ти дојде идеја дека тоа може да те води кон ова што сега се вика мој воздух. Така, да. Значи јас ги анализирав податоците и кога разбрав дека загадувањето на вистина е огромен проблем во Македонија, решив дека можам да ги представам тие податоци на еден лесен и разбирлив начин, преку мобилна апликација која што во тоа време и до ден денеска останува најкористено средство за граѓаните како информативно средство. Имаш бројки? Колку луѓе ја искористиле, колку ја симнале апликацијата? Таа е во повеќе форми, така? Така, значи апликацијата се користи на Android, на iPhone и имаме веб верзија. Значи до ден денеска отприлика имаме околу 200.000 активни корисници во пик сезоната. Мој воздух е баш сезонска апликација, од септември-октомври овој период започнува незиното користење, се до март кога ќе ја снема загадувањата. Што мене ми е искрено многу криво, ја би да немам ниту еден корисник на мој воздух, што ќе значи дека воздухот е чист. Али тоа е иронијата на оваа апликација. Веќе забележуваш пикувања во смисла мрдање на користењето на апликацијата во овој период? Да, веќе е започнато. Да кажеме дека таа е достапна на македонски, на албански и на англиски јазик, така? Да. И покрива колку места во Македонија? Значи има 17 мерни станици, од кои што околу 6 или 7 се поставени во Скопскиот регион, а другите се распределени по другите по-големи градови и една во Лазарополе како поделен пример. И значи не ја покрива целосно територијата на Македонија, но се обидува колку што може повеќе да ги фати тие критични делови во земјата. Забележливо е дека се обидуваш да воведуваш и промени во апликацијата, да ја дополнуваш. Една од промените е така наречениот политички бројач, со кој што се обидуваш да го мериш исполнувањето на локалните власти, на предизборните ветувања на локалните власти, на планот на заштита на, односно намалување на загаденоста на воздухот, така? Да. Значи тоа произлезе, тоест од 39 ветувања кои што ги дадоа сите кандидати за градоначалник на град Скопје, кога беа изборите. И тие беа поставени од страна на О2 коалицијата, која што е наш партнер, исто така се бори за чист воздух во Македонија. И со тој политички проект се обидуваме да им нанесеме некаква политичка одговорност, да не само ветуваат, туку и всушност исполнуваат тоа што го ветили. Интересно е дека кај тебе се испреплетуваат повеќе, ајде сега актуелен е зборот, идентитет во смисла на професии. Значи, од една страна си софтверски инженер, но од друга страна себе си се представуваш и како екоактивист. Така, да. Има некаков сплет на тие две, да речам. Искористувајќи мојата пасија од софтверското инженерство, можам да допринесам кон екологијата преку технологијата. Добро. Свесен ли си за општественото влијание кое што оваа апликација го предизвика во Република Македонија? Јас се надевам дека влијанието беше големо. Мислам, според мене, баш во тој период се актуализираше се повеќе и повеќе темата, а се повеќе медиуми почнаа да покриваат, посебно во зимските периоди, како репортажи. И верувам дека голем број од луѓето кои што до тогаш или не беа свесни дека има загадување, или веруваат дека има загадување, но не знаат до кој степен е тоа проблем, се освестија и дел од нив почнаа да делуваат дали преку протести, дали преку други активности да се подобри овој проблем. И самиот рече дека те интересира оваа тема, значи не си тука активен и присутен само затоа што си софтверски инженер, туку затоа што имаш и интерес за заштита на животната
средина. Имаш ли ти идеја во која насока евентуално би требало да се движат активностите за намалување на загаденоста на воздухот во Скопје? Па и не само во Скопје. Точно. Мислам, не, ние мора да се соочиме дека живееме во земја која што веќе го има овој проблем. И наместо да се обвинуваме едни со други од кој го предизвикал и како, мислам дека треба да дојдеме точно до изворот на ова загадување, да го пронајдеме и да направиме потези кон негово спречување. Постојат државен инспекторат кој што има како да истражува овие работи. Но верувам дека во Македонија за жал не секогаш тие инспектори коректно си ја вршат работа, кажам. Тоа што за жал Македонија знаете како функционира. Јас го знам Перо го знам точно, не знам кој, и некако се занемаруваат одредени големи загадувачи кои што верувам дека колку би се санкционирале правилно и точно да се намалува загадувањето во Кажи ми, дали загадувањето на воздухот и воопшто темите од животната средина се тема на вакво ниво во државата во која што сега живееш и работиш? Загадувањето е проблем на секаде ни светот. Имаш истражувања кои што беа направени скоро, кај што се докажа дека околу 90% од населението во светот дише загаден воздух до одреден степен. Во Холандија зачудувачки беа предупредени холандезите од европските судови дека мора да преземат нешто околу загадувањето, зашто многу луѓе мислат овде е дожд, ветар, точаци и нема никакво загадување. Но они се околу, они стојат на горната граница на европското дозвола за загадување. Така да и тука е актуелна тема загадувањето, но многу се допаѓа дека они пристапуваат решавање на проблемот на друг начин. И тоа што ги приспособуваат градовите, пример Амстердам, да бидат многу по-байк-френдли за точаци, како што се за коли и за автобуси. Кога сме веќе тука, интересно е дека една твоја релативно нова апликација е поврзана токму со велосипедите и можноста да бидат лоцирани и претпоставам изнајмени, така во Амстердам? Така, да. Како се вика апликацијата? Апликацијата се вика Bike Seeker. Истражувач на точаци, не знам како би дошло македонскиот превод. Но се обидува да им олесни на туристите кои што доаѓаат во Амстердам да пронајдат точак за изнајмување без да треба да лутаат низ градот споредувајќи цени и плашејќи се дека може да ги измамат или да им земат многу повеќе пари него тоа што треба. Сега, споменувам и втора апликација, првата Мој воздух. Јас и во најавата реков дека вашиот ангажман предизвикал големо општествено влијание, но ве представив и како луѓе кои што се успешни и на бизнис планот. Кажи ми, заработуваш од апликациите, од Мој воздух и од ова вторава која што ја спомена? Да, значи од Мој воздух веќе од претходната сезона почнавме да заработуваме. Од Bike Seeker се уште сме преговори со неколку точкари тука, но и тука ќе започне соработка со нив. Така да, има заработка и од двете апликации. Дали во овој твој ангажман и уставно кажано и најава за бизнис успех, треба да бараме порака и за дел од младите луѓе во Македонија. Интересно е дека ти сепак си образован во македонскиот образовен систем, кој што во нашите очи не е многу квалитетен. Си завршил постдипломски во Холандија, а еве си прилично нетипичен, неконвенционален во потрагата по производи и начинот на кој што можеш да заработуваш во животот. Знаеш, јас пораката која што ми ја пренесувам секогаш на моите врсници во Македонија е дека навистина имаме можност да основаме некој свој продукт. Македонија е мал пазар кој што дозволува многу лесно испробување на различни продукти и идеи, за да се осети прво пазарот и да не се треба да се вложи многу за да се истестира некоја идеја. Време исто така имаме, значи јас успеав да одам и на работа и да водам некој социјален живот и да се грижам за здравјето, сепак да најдам за така да време имаме на своји раце. Се што треба е само појат некој да почне првиот тек.
Дали сепак ќе се согласиш дека сме прилично традиционалисти или некако врамени во некоја рамка кога се обидуваме да бараме работа, да бараме начин на кој што можеме да заработуваме? Значи да, тоа верувам дека се произлегува од начинот на кој што се работува претходно, каде што се било големи фирми и треба ти да бараш работа, но верувам дека со тек на времето, како што интернетот станува се помасивен и луѓето дознаваат се повеќе можности за бизнис, дека полека се менува тој традиционалниот дел и луѓе се освестуваат дека може да водат и сопствени бизниси, место само да бараат работа кај некој друг. Кажи ми, ти си сега во Амстердам, Холандија. Малку незгодно прашање, но планираш да останеш таму или има и услови под кои што би се вратили во Македонија? Дефинитивно размислувам за можност за враќање назад. Значи, Холандија е прекрасна земја за живот и ја на сите им препорачувам да појдат надвор од Македонија и да живеат надвор за да осетат како е животот надвор од сопствената земја. Но за мене домот секогаш ќе остане Скопје и доколку успеам да пронајдам начин како што можам повеќе да придонесам до македонската заедница, јас дефинитивно би се вратил назад и би го продолжил мојот живот таму, бидејќи верувам дека има начин да Македонија да стане како Холандија, се користи позитивен пример. Често доаѓаш во Скопје? Да, че се обидувам на секој 2-3 месеци да дојдам бар по неколку дена во Скопје са сепак пријателите, фамилијата се таму, а и градот ми е многу. Добро, се надам дека на следното доаѓање ќе имаме шанса и да се видиме лично, а не само вака преку видео врска. Благодарам многу што вечерва беше дел од 360 степени и што сподели дел од твојата досегашна животна врвица, која што е исклучително влијателна и успешна. Благодарам уште еднаш. И благодарам и на тебе.